Ние ќе го продолжиме разговорот со колегата Христијан Баневски, кој што доаѓа од дневната редакција на Еден телевизија, и да видиме, Христијан, што е ова денеска. Денеска веќе преваливме практично, речи сме при крај на работното време. Што се случува во Македонија понеделнички? Па секако се уште се актуелни вестите околу референдумот кој што веќе е неделава, односно гласањето. Бомбардирани сме, како што можеме да забележиме со информации што од кампањата, што околу вести за референдумот, на што и министерот Никола Димитров забележи дека всушност очекува засилена една антикампања на договорот и со лажни вести, како што рече дури. Така што можеме да очекуваме дека секојдневно ќе бидеме бомбардирани со такви информации, меѓутоа освен тоа, она што е интересно за неделава е дека го почнуваме во четврток скрининг процесот. Значи, со други зборови, од една страна ќе се подготвуваме да излегуваме или некои да бойкотираат референдум, а скрининг процесот за започнување преговорите со Европска унија почнува практично неделава. Така. Тоа всушност е процес кој што се очекува да заврши до 2019 до следната година, до јуни, кога ние всушност датумот за условената препорака дали Македонија ќе успее да го исполни делот од обврските, практично е овој скрининг процесот кој што ќе докаже, и според она што можеме и да го слушнеме во вестите, ќе имат над 33 посети од Брисел или над 1000 луѓе кои ќе учествуваат во овој објаснувачки скрининг, така што буквално ќе има една нова дипломатска офанзива во земјава. Минатиот понеделник кај мене гостин во студио беше Бојан Марицич, кој што е советник на премиерот Заев и кој што ќе биде предводникот, односно шефот на оперативниот дел, на техничкиот дел на преговорите со Европската унија. Тој најави тогаш, а сега гледам во меѓувреме почнува да се распишуваат конкурси за експерти кои што сакаат да се јават по разни области, кои мислат дека имаат експертиза за областите со кои се преговара. Тие ќе бидат тие луѓе кои што ќе патуваат нагоре надолу Брисел, Скопје? Па да, тоа е еден од начините за инклузивност на реални експерти кои што се од областта. Сега сепак ќе зависи од тоа како тие конкурси ќе бидат спроведени, бидејќи подучени од последните афери на власта, некои можеби и сомничаво гледаат на ова дека пак ќе се постават одредени луѓе однапред одбрани наместо вистинските експерти, но тоа допрва нели треба да видиме кој се ќе влезе во тој состав и како всушност тој процес ќе се одвива, така што веќе има чекори во тие насоки. Министерката Десковска денеска на јавна дебата за новиот закон за антикорупција најави одредени реформи и зајакнување во тој дел, што би требало да биде во насока на затворање на двете поглавја во правосудството. Со некои од колегите, веројатно со Чомовски беше поразговаравме утре задутре да се истретира тој настап на министерката кај што најавува нов закон за антикорупција, бидејќи тој веќе како предлог е ставен на ЕНЕР, на системот за гледање на закони, но мислам дека од она ја што го слушам и од невладиниот свет и од некои други експерти е дека и тој закон ќе биде проблематичен. Така што да, уште од самиот ден на најавување на овие измени веќе предизвика одреден вид на реакции кои што беа во насока на повеќе на критикување на новите законски одредби, дека всушност не носат генерално системска промена која што беше посакувана. Меѓутоа, да, токму во таа насока и јавната расправа, односно јавната дебата во собранието, што може и да влијае практично врз конечниот донесен текст. Јас мислам дека негде би требало да ги имаме колегата Игор Стефановски на линија кој што се јавува од Кривичниот суд во Скопје, бидејќи денеска продолжува еден интензивен ден на судења по прашања на специјалното јавно обвинителство, обвиненијата, а и на јавното обвинителство. Игор, дали се слушаме, дали си таму? Да, Ордановски, јас сум во Кривичниот суд. Во овој момент тече процесот во судот за процесот за изборните нерегуларности, кодиран Титани, кој го води процесот специјалното јавно обвинителство. Во судската сала внатре се презентираат така наречените бомби, односно прислушуваните телефонски разговори кои што се однесуваат за изборните нерегуларности, како за време на предвремените парламентарни избори во 2011 година, така и за локалните избори во 2013 година. Само за денешното рочиште до овие моменти се презентира околу 120 преслушувани телефонски разговори, што значи дека досега вкупно се презентирани 350 разговори од вкупно 1000 кои што специјалното јавно обвинителство ги има ставено како докази во оваа постапка. Игор, каква е атмосферата во самата судница? Прво, има ли многу публика? Се слушаат разговори, некои од нив се со деликатна содржина. Ако не се лажем, прочитав негде дека дури и фирмата на
тогашниот градоначалник на Центар Тодоровиќ, тој е Тинекс, дека била рекетирана бидејќи не давал доволно пари за предизборните кампањи. Каква е атмосферата во судницата? Има ли овкања, лекања, воздишки навивања? Нормално во зависност од моментот на самиот разговор, кај некој од обвинетите има реакција, кај некој пак нема реакција, оно што го споменате како публика внатре во кривичниот суд се неколку новинари од медиумските куќи, наблюдувачи кои што секојдневно ги следат процесите, особено тие кои што се од големо значење за јавноста. Меѓу другото, нормално како присутни се 21 обвинет во овој процес, меѓу кој поранешниот врв на ВМРО ДПМН заедно со тогашниот председател, односно поранешниот председател на партијата Никола Груевски, поранешни владени функционери. Тоа што сакав да го напоменаме е дека од разговорите со слушна како еден од обвинетите во Титаник за кривичното дело за вторничко здружување изборни нерегуларности, Мартин Протугер, на само неколку дена пред предвремените парламентарни избори во 2011 година на Милена Киевски му дава насоки да организира подкуп за гласачите роми во Струмица за Јана Киевски, како што се слушна од разговорите на тогашниот генерален владен секретар Кирил Божиновски да му даде податоци за нив. Меѓу другото се слушна договарање за гласање, подкуп на гласачи, организирање на превоз конкретно за 300 луѓе од Италија со автобуски превоз да дојдат на денот на гласање за време на предвремените парламентарни избори кои што се одржаа на 5 јуни во 2011 година. Во разговор меѓу поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков и екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, Мијалков говори за издавање на македонско државенство на луѓе од Кичево, бидејќи како што претходно рече забележале од ДУИ. Јанкуловска на ова му објаснува дека забележала кога има ситуација и кога се деконцентрирани во владата, тогаш да биде ставена на дневен ред оваа точка за добивање на државјанство, конкретно станува збор за 4 години. Во овие моменти по паузата во разговорите во судот се слушна како во 2013 година за кога се одржува локалните избори. Тогашниот министер за транспорт и врски Милијан Киевски како за тие избори бара против кандидат за општините. Тој, барајќи дополнителен против кандидат, заврте барем досега околу 40 пати на телефон во изден. Еден од соговорниците му вели и пари давам, никој не сака да биде против кандидат. Јана Киевски според бомбите најмногу врти телефони за општината Градско. Никола Тодоров, тогашниот министер за здравство, пак на Киевски му кажува дека во таа општина во Градско ќе изгубат. Игор, се надевам дека таму веројатно разбираат дека е тоа еден од клучните случаи кои што ги покрина специјалното јавно обвинителство, бидејќи местењето на изборите, како впрочем и целата операција за прислушување, се темелот на секоја демократија и мислам дека габаритот на целото судење, бројот на учесниците, бројот на обвинетите, бројот на сведоците и така натаму го покажува тоа. Има ли некаква свест која што кај обвинетите барем тоа на известен начин рефлектира? Дали тие разбираат во што се биле вмешани или мислат дека е тоа сепак една нормална операција изборна во која што можеби сите партии пред нив и по нив го правеле? Какви се нивните реакции? Продаровски на самиот старт, кога почна судскиот процес за изборните нерегуларности Титаник 1, самите обвинети се изјаснија дека го разбираат кривичното дело и обвинението кој што им се става на товар. Конкретно тука имаме во овој процес се товарат за како што информиравме претходно за злосторничко здружување, изборни нерегуларности, подкуп и други кривични дела им се ставаат на товар, како што и веќе напоменав, 21 обвинет седата на обвинителна клупа станува за бор за поранешни владени функционери како Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, моментално Кирил Божиновски, кој што беше генерален секретар на владата, Мартин Протугер исто така на
обвинителна клупа седат и сегашни актуелни пратеници како што е Илија Димовски, вработени во Агенција за разузнавање како што е Мунир Пепиќ, кој истовремено е обвинети во случајот за 27 април, но на специјалното јавно обвинителство за единствено за изборните нерегуларности не им е овој случај. Пред судот има и судења со покренати обвинителни акти и прифатени и веќе течат процеси за уште два предмета кои што се котирани Титаник 2 и Титаник 3. Игор, јас ти благодарам за твоето вклучување. Знаеме дека си еден од оние кои што внимателно ги следи овие настани и полека се претвораш во експерт за судско известување. Тоа е инаку во новинарството една многу благородна кариера, морам да признам, како и спортското новинарство, како и некои други специјализирани новинарства, а Македонија како загазува и се труди да воведе правна држава, предпоставувам дека се повеќе ќе се бараат вакви експертизи какви што ги има нашиот Игор Стефановски. Благодарам, Игор. Продолжуваме со Христијан. Христијан, очигледно дека неделава тоа ќе бидат темите. Од една страна референдумот и оваа целата, да кажем, проевропско и антиевропска атмосфера која што се билда, од друга страна континуираното судење во Скопскиот кривичен. Судењата не запираат, како што можевме целиот овој период да забележиме, интензивно се спроведуваат, динамично се одвиваат судењата, така што тие никогаш не паѓаат во сенка, никогаш не и покрај сите овие референдумски приказни тие не паѓаат во сенка, што интересно бидејќи јавноста сака да. Како ти се чини тебе, како човек кој што дневно се справува со уредување на овие вести? Постои врска помеѓу судењата и повикувањата за бойкот на референдумот? Не знам во која смисла, меѓутоа дека всушност дека постојат информации кои што всушност од неофицијални извори на ВМРО ДПМН веќе протекува во медиумите. Да, бойкотот е еден начин за позициите за пазарење, поставување на позициите на пазарење на ВМРО ДПМН, доколку за спас на одредени функционери кои што се соочуваат со прогонот. Што е впечаток во нашата реакција? Како ќе помине референдумот? Ќе има ли излезност? Ќе има ли заплашувања? Гледаме дека деновиве веќе се поинтензивна станува една исклучително негативна кампања на редакцијски став, не знам, генерално дури веќе од неделава ги почнуваме подготовките за интензивно следење, меѓутоа мојот став е дека референдумот секако ќе го исполни цензусот. Тоа се моите очекувања дека потребните 51% граѓани ќе излезат на гласање со оглед на големиот одзив во јавноста и гледаме дека многу нашинци од странство доаѓаат да се вратат овдека за да гласаат, за да го осигураат правото на глас, за да практично или не останат извисени во странство. Така што цензусот сигурно ќе помине, за тоа а за резултатот, односно исходот, секако не би можел да предвидам, меѓутоа да се што се однесува до атмосферата очекувам, реално се надевам дека ќе имаме мирен референдумски ден без инциденти, меѓутоа со колешката Слободанка Јовановска од независен главната уредничка попладнево констатиравме дека се гледа една засилена нервоза и еден, како да кажеме, засилен растечки притисок, особено на социјалните мрежи, Facebook и така натаму. Па дури ми се чини дека и министерот Спасовски мораше да реагира денес, ако не се лажам, со укажување дека сите оние кои што ќе шират закани за неизлегување на референдум поименично и така натаму, дека може да бидат и гонети според Да, но тоа се однесува само на денот на гласањето, конкретно на оние кои што ќе агитираат на граѓаните лично, биејќи кампањата на Facebook не може никако да ја запрат, бидејќи таа се шири, не може да биде некој репер со оглед на тоа што профилите најчесто се сомничави. Оно што и го разговаравме анализата, дека само 9 профили се активни, па подоцна нивните твитови се шират понатака на социјалните мрежи со еден ист хаштаг, така што тоа може да е еден оркестриран медиумски спин за давање поголем ефект на тоа движење на бойкотира, меѓутоа сепак останува на денот на референдумот да видиме, да се одмерат силите. Што се случува друго во држава во освен референдумот и по некој паднато дрво во Скопје? Тоа и ние се чудиме. Тоа и ние се чудиме кога дојдеме више од референдумот. Што да правиме, дајте више со референдумот. Навистина нема ништо друго генерално што повеќе во јавниот интерес во овој момент отколку референдумот и повремено судења од оние граѓани кои што нели очекуваат правда и конечно владење на правото. Добро, јас Христијан ти благодарам на овие информации за тоа што работи
нашата информативна редакција. Ние ќе имаме сега еден блок со реклами, а потоа колешката Джугуманова ќе продолжи со вестите во 16 часот. Ние повторно се гледаме во 4:15 или 16:15 во студиото 1, во отвореното студио на 1 ТВ. Ве поканувам да останете со нас, бидејќи следуваат исто така интересни гости и сето тоа ќе трае до вечерва, до доцните часови. Да кажам дека на Facebook се шират информации за некакви ексклузивни гостувања на нашава програма. Морам да кажам дека ние не можеме во овој момент ниту да потврдиме, ниту да одречеме, но останете со нас, па ќе видите што ќе се случува во текот на целиот денешен, утрешен и наредните денови до референдумот. Ова е понеделник, студио 1, а 1 ТВ, отворена програма. Јас сум вашиот водител Сашо Ордановски. Продолжете на оваа фреквенција.